Кога ќе земете да читате Библијата, ќе видите дека има еден многу нормален терк за што се однесува на сите луѓе. Тоа е, се раѓаат, живеат и умираат. Терк кој што патем кажано и Божиот син Исус Христос кога дојде на оваа земја помине тој терк. Има само двајца кои што не го искусиле тоа. Во Библијата пише дека има двајца луѓе кои што никој пат не искусиле смрт. И сега, нас првично ни звучи како може тоа така, и јас одлучувам да му верувам на Бог, за тоа што е запишано овдека. Има двајца кои што никогаш не искусиле смрт, кои што го заобиколиле тој нормален терк, ако може така да кажеме, на нештата кои што се случуваат. Тоа се Енох и неговата многу кратка биографија имате во книгата Битие или Создавање, и вториот човек е пророкот Илија. И денеска ќе размислуваме за оној момент во кој што Бог одлучува да се го прибере Илија кај себе, ама не преку смрт, туку само одлучува да го земе. И ова е нешто несекојдневно, ова е нели нешто чудесно, ама како што размислувавме за животот и службата и делото на пророкот Илија, мислам дека свативме дека не само ова негово заминување од земјата, туку целиот негов живот беше проследен со несекојдневни настани, со чуда, со Божји интервенции, кои што некој пат можеби ни е тешко да ги разбереме, да речеме како може ова вака да биде, ама Бог го правил тоа во неговиот живот. И во сето тоа треба да се потсетуваме на она што го вели Јаков во неговото послание, дека Илија, многу интересен опис дава на Илија. Илија беше човек како нас. Со други зборови, во ништо не беше поразличен од тебе и од мене. Само една карактеристика која што Јаков во неговото послание дава на Илија, дека тој беше човек кој што му веруваше на Бог и му се молеше. И тоа е причината поради која што ги гледаше Божите интервенции и Божите дела и Божите чуда во неговиот живот. Дали тоа значи дека ако јас денеска во 2024 година во Скопје му верувам на Бог и му се молам дека ќе ги доживеам сите исти работи кои што Илија ги доживеа? Не. Од едноставна причина што Бог не сака мојот живот да биде копија на било кој друг живот. Дека тоа така како што действувало тогаш, тоа било за Илија. Тоа така како што ќе действува во твојот живот, тоа е сосема поразлично од било што друго кој што било кој го искусил во животот. Тоа што ќе го прави во мојот живот е поразлично тоа што е запишано тука од тоа што е твојата животна приказна. Бог не прави копии. Бог има уникатен план за секој еден од нас. И Божјата волја за нашите животи е да го дознаеме тој план, да дознаеме таа волја и да живееме во неа. И сега да читаме втора книга Цареви, 2 глава од 1 до 14 стих. И еве што вели Божјиот збор. Во она време, кога Господ сакаше да го вознесе Илија на небото во Виор, Илија со Елисеј доаѓаше од Гилгал. И му рече Илија на Елисеј: остани тука, зашто Господ ме испраќа во Ветил. Но Елисеј рече: се колнам во живиот Господ и во животот на твојата душа нема да те оставам. И отидоа во Ветил. Излегува кај Елисеј синовите пророчки што беа во Ветил и му рекоа: знаеш ли дека денес Господ ќе го вознесе твојот Господар над главата твоја? Тој одговори: и јас знам, молчете. Ова молчете не е како ајде доста таму, туку не сакам да зборувам за тоа. После вели и му рече на Илија, и му рече Илија: Елисеј, остани тука, зашто Господ ме испраќа во Ерихон. А тој рече: се колнам во живиот Господ и во твојата душа нема да те оставам, и дојдоа во Ерихон. Тога се приближија синовите пророчки што беа во Ерихон и му рекоа: знаеш ли дека денес Господ го зема твојот Господар и ќе го вознесе над главата твоја? Тој одговори: и јас знам, молчете. Повторно, знам за што станува збор, ама некако не ми се зборува за таа тема. Пак му рече Илија на Елисеј: остани тука, зашто Господ ме испраќа на кај Јордан. И тој рече: се колнам во живиот Господ и во твојата душа нема да те оставам, и тргнаа обајцата. 50 души од синовите пророчки тргнаа и застанаа подалеку спроти нив, додека тие двајца стоја покрај брегот на Јордан. Тогаш го зеде Илија својот кожув, го свитка и удри со него по водата, и таа се раздели на две страни. Па така и двајцата минаа по суво. Кога минаа, Илија му рече на Елисеј: барај што сакаш да ти направам пред да бидам вознесен пред тебе. Елисеј одговори: духот кој е во тебе да биде двојно во мене. А тој рече: бараш нешто многу тешко. Ако видиш како ќе бидам вознесен пред тебе, така ќе ти биде. Ако пак не видиш, нема да ти
биде. Додека тие оде и си разговараа по патот, најдна се појави огнена кола и огнени коњи. И ги раздвоија еден од друг и Илија се вознесе во виорот кон небото. А Елисеј гледаше и извика: татко мој, коло Израелова и негова коњаница. И веќе не го виде. Па ја фати облеката своја и ја раскина на две парчиња. И го крена тој кожувот на Илија што беше паднал од него, па се врати и се запре крај брегот на Јордан. Го зеде кожувот на Илија што беше паднал од него, удри со него по водата и рече: каде е Господ Бог Илиев, тој самиот? И удри по водата и таа се раздели на две страни и Елисеј помина. До тука ќе читаме. Мислам дека од прилика јасен текстот, во однос на тоа нема потреба да се објаснуваат некои зборови или некој мислам кој е теркот на настаните во овој текст, а тоа е дека пишува, знаете, дека имаше еден момент каде што Илија беше многу паднат поради тоа што не гледаше некој плодови од својата служба, ако може така да кажеме, и се чувствуваше осамен. Му рече на Бог: јас сум единствениот кој што остана во Израел, кој што тебе реално гледано ти верува и ти служи. И Бог му покажа дека не само Елисеј, туку има и други. Еви, тука видовте во 2 стиха се пишува дека имаше група на пророци во тоа време во Израел. И преку овие настани Бог му кажува на Илија: ситуацијата не е таква како што ти си ја замислуваше во главата. И некој пат тоа ни е потребно и нас, така. Имаме некоја ситуација во животот, се чувствуваме осамени, се чувствуваме отфрлени, се чувствуваме неразбрани. Ама ако дојдеме кај Бог, ја верувам дека Бог ќе ни покаже дека не сме сами. Дека Бог ни дал, ако не друго, ни е дал заедницата. Ако место каде што ќе може да дојдеме, речеме: еве што ми се случува, луѓе. Еве кои се моите молитвени потреби, еве кои се моите предизвици во животот. И Бог на Илија, кога Илија се чувствуваше сам, му покажа: не си сам, и ќе ти ја покажам твојата заедница. И твојата заедница покрај друго е Елисеј, како твој наследник, ама и овие групи на пророци кои што се тука и кои што реално гледано имаат потреба од тебе, имаат потреба од твоето искуство, а сигурно и самиот Илија имаше потреба да види некој друг дека стварно има други луѓе кои што ме веруваат на Бог. Ако само седиме дома и не се појавуваме на неделни богослужби, не се појавуваме на црковни собори активности, многу е нормално да се чувствуваме сами. Ама ако ќе дојдеме да бидеме дел од заедницата, сваќаме дека има други луѓе кои што ме веруваат на Бог и кои што реално гледано па во одредена смисла се сочуваат со слични работи како јас во животот. Пред да почне богослужбата, се најдовме сега неколку млади родители овдека и си делиме совети што да правиш кога бебето ќе има грчеви во стомакот. И знам дека јас кога се најдов во таква ситуација, кога нашето бебе имаше грчеви во стомакот, ќе речеш: абе што има врска грчеви? Абе кога спие саат и пол во 24 сати, има голема врска. И кога ќе разговара со некој, си викаш: има некој што ме разбира. Има некој кој што го поминал овој пат, има некој кој што ќе ми рече: еве ти совет 1, 2, 3, купи ова, купи тоа. Зошто? За да ти биде полесно. И ова не се однесува само на грчеви за бебиња, ова се однесува за сите ситуации во животот. Има заедница која што Бог ти е дал, која што ти е тука за поддршка. Кога е арно, не е поинтата поддршка, тешко ми е, луѓе, помагајте. И кога е арно сум тука, ама и кога е тешко, кога има предизвик, има кој да мисли на мене, има кој да ме советува, има кој да се моли за мене. И Илија одат со Елисеј, да се вратиме на текстот, одат вика доаѓа од Гилгал. И неколку пати Илија му вели на Елисеј: остани тука, бидејќи Бог ме праќа прво во Ветил, потоа во Ерихон и на крај Бог ме праќа во Јордан. 3 пати му рече Илија на Елисеј: остани овдека, јас одам на друго место. Сега, кога Језавел го прогонуваше Илија, ќе се сетите, глава 19, прва Цареви, му беше тешко, беше под притисок. Имаше еден човек кој што само е настоен како негов слуга. И кога во тој момент Језавел го прогонуваше Илија му рече на слугата: вика, го остави таму во една локација и тој си проложи сам во пустината. Моје мислење е дека тоа беше негова грешка. Кога ти е тешко во животот, не се изолирај. Добро е да имаш некој што е до тебе тука. Овој пат Илија на некој начин некој смета дека ја тестираше посветеноста на Елисеј. Ама 3 пати му рече на Елисеј: остани тука, јас ќе одам сам. Елисеј вика: не, ја не те оставам. Каде и да одиш, јас ќе одам со тебе. Зошто Елисеј го направи тоа? Прво, не верувам дека Елисеј беше тип на човек кој што е пијавица и кој ќе се закачи сега, значи нема пуштање од тебе. Верувам дека причината зошто Елисеј
одлучи и му рече на Илија, каде доодиш ти? Он на некој начин, јас ќе доаѓам со тебе, јас ќе бидам со тебе, и бидејќи Елисеј, самиот текст пишува, знаеше дека кај да е Бог ќе го земе Илија во Виор. Знаеше дека времето кое што го имаат заедно е кратко. Избројани се, не деновите, саатите најверојатно се избројани кога ќе бидат заедно. И знаеше дека овој човек кој што му верува на Бог, овој човек кој што му е посветен на Бог, овој човек кој што го има доживеано Бог на своја кожа. И има што да научам од него. Сакам да бидам до него, сакам што можам повеќе да слушнам и да научам од Илија, додека Бог не го земе во Виор. И тоа е многу важно, мислам дека многу важна поука и многу важна лекција и за нас денес. Верувам дека можеме да земеме пример од оваа негова желба да биде блиску до Илија и да црпи мудрост, и да црпи искуство, и да црпи знаење од човекот кој што го има доживеано Бог на своја кожа. На некој начин Илија на Елисеј му беше како духовен авторитет. Нашиот врховен духовен авторитет во животот е самиот Бог. И тука нема компромис. Ама, додека сме тука на земјата, Бог ни дава и луѓе кои што се духовни авторитети, ако може да кажам, над нас. И кога човек, кој ќе помисли човек, духовен авторитет над мене, и вика не ми се допаѓа тоа е знак дека тука има некоја жичка на горделивост во себе. Бидејќи не може да се подчини на било кој друг. А факт е дека и во самото Свето писмо ни вели дека треба да се подчинуваме едни на други. Така? Бог ни дал нам духовни авторитети и јас верувам дека покрај прво Светото писмо и Светиот Дух кој што живее во нас, третиот според мене најдобар ресурс за христијанскиот живот се луѓето околу тебе. Според мене, некој ќе рече тука се книгите, тука се семинарите, тоа е ваше субјективно и мое субјективно мислење. Нема конкуренција на Божјиот збор и на Светиот Дух кој што е во нас, ама јас лично сум увидел дека третиот најважен ресурс, третата најважна алатка која што Бог ми дал мене во животот се луѓето кои што искрено му веруваат на Бог. И имајќи го тоа на ум, верувам дека стварно треба да си најдеме луѓе кои што го сакаат Господ, кои што веруваат во Господ. Некој пат ќе бидат луѓе кои што се во години повозрастни од нас, некој пат ќе бидат луѓе кои што се слична возраст како нас, ама знаеш дека го имаат доживеано Бог на своја кожа и си викаш, и јас сум твој пријател и седам со тебе. Не е дека и ќе јадеме заедно и ќе живееме заедно сето тоа, ама и јас и ти ќе бидеме блиски. И се разбира, тоа треба да биде обострано, не може некој да му се наметнеш, ама повторно. Такви меѓусебни односи се од исклучителна важност за нашиот духовен раст како христијани. И Илија му вели на Елисеј, седи тука, нели, доаѓаат од Гилгал, му вика, седи тука, Бог ме праќа прво кај беше, во Ветил. Потоа вика, Бог ме праќа во Ерихон, па потоа вика, Бог ме праќа кај Јордан. Не знаеме која е причината зошто Бог го водеше Илија во Ветил и во Ерихон. Единствено што знаеме за тие две места е дека кога беа таму, имаше група од 50 пророци и на едното и на другото место, му пристапија на Елисеј и му рекоа, знаеш дека Бог ќе го земе Илија пред твоите очи денеска. И он рече, знам, молчите толку. Можеме да предпоставуваме, и повторно, ова не е на ниво на Свето писмо, што вели Светото писмо, ама јас кога го обработав овој текст, кога размислав за него, си викам, зошто Бог го прати Илија во Ветил? Зошто го прати во Ерихон? Повторно, ова е само моја предпоставка. Мојата предпоставка е дека Бог сакаше Илија да ги посети тие групи на пророци пред да го земе на небото. Ама повторно, ова е само предпоставка, ништо повеќе. Ама верувам дека сигурно им беше важно и охрабрувачки на тие пророци кога видел пророкот Илија да дојде, ги посети големиот пророк Илија, ги виде што прават. Може би им кажал нешто, може би ги охрабрил, ама поентата е дека имаше, верувам, цел зошто Бог го прати кај едната група пророци и зошто Бог го прати кај другата група пророци. На некој начин он им беше како духовен татко. Он им беа како синови му беа. Отиде, пред да го земе Бог, тој ги посети и само еден ден, може би на вечноста, ќе да знаеме што се случило таму. Светото писмо не ни кажува. Ама интересно ми е тоа дека до последниот момент Илија знаеше дека Бог ќе го земе на небото. Ама не се реше со скрстени раце. Не беше како, Бог ќе ме земе денеска, ај малце да одморам, преку глава ми од служба, и од Језавела, и од Ахав, и од се и се што, сакам малце јас да одморам. Туку до последниот момент отиде да ги посети тие луѓе
Пак ќе речем, може би им споделил нешто, може би не, ама Елисеј не седеше со скрстени, Илија не седеше со скрстени раце. И сега, ја сваќам дека како што ние си напредуваме во годините, како што доаѓа староста, од перспектива на сила и енергија ќе бидеме поограничени. Така, тоа е факт. Како што старееме, сме се повеќе поограничени. И од таа гледна точка јас верувам дека да, христијаните треба да служат во контекст на тие дарови кои што ги имаат, ама како што им слабе телото и така натаму, треба и да одмараат. Имајќи го тоа на ум, јас не верувам во пензионирање од службата за Господ. Не верувам дека за верникот кој што искрено, чие срце искрено гори за Господ, рече, и јас си го завршив своето и сега ќе чекам само еден ден Господ да ме земе. Пензионирање од работата во светот, да, треба да има. Пензионирање од тоа што Бог ни го ставил тука, како дар, нема. Дури да не можам да отидам кај некој да го посетам, или отиде кај ти, дури да не можам некој да го посетам, можеби ќе му се јавам. Можеби ќе побарам, ајде посетиме ти, па дојди да се видиме. Ама за верникот нема пензионирање, бидејќи се додека пензионирањето е моментот кога, како што Илија Бог си го повика дома, ние најверојатно на друг начин ќе не повика, тогаш е веќе пензионирање од службата на оваа земја. До тој момент имаш што да дадеш. Имаш што да дадеш и тоа што Бог ти го дал да го дадеш на другите, другите па имаат потреба од тоа. Така што во таа гледна точка Илија до последниот момент верувам дека беше отворен за Бог да действува преку него во животите на другите луѓе. И двајцата пророци во придружба на други 50 напишува, стигна кај Јордан. И вика Илија го зеде својот кожув, го свитка, удри со него по водата, и вика водата се раздели на две и помина низ суво. И предпоставам дека ќе се сетите дека има еден друг настан во Стариот Завет, кој што не беше со земање кожув и мавање по вода, ама Мојсей кога израелците излегуваа од Египет, кога требаше да го поминат морето, што направи? Го подигна жезлот и морето се раздели на две. Така. И не е само не е таа една сличност помеѓу нив двајца, ама верувам дека авторот преку Илија покрај другото сака малце да ги потсети израелците на тоа што беше Мојсей за нив, на тие времиња. А тоа што, пример, не само што Бог преку нив го ја развои водата. Има момент кај што двајцата искусија Божјата надприродна чудесна грижа преку храна. Сеќавате, во времето на Мојсей беше маната, во времето на Илија беше неговиот престој кај вдовицата, каде што маслото и каде што брашното никако не се трошеа. Двајцата патуваа низ пустина и во таа пустина Бог ги обликуваше. На двајцата Бог им се објави каде? На планина. И во крајна смисла, кои беа двајцата на кои што беа присутни при преображението на Господ Исус Христос? Има некоја паралела помеѓу нив двајца. И верувам дека авторот можеби малце ја развлекува таа преку животот на Илија, мада и преку животот на Мојсей, ама верувам дека сака да ги потсети луѓето дека ова е некоја рефлексија неговиот живот и неговата служба на тоа што беше Мојсей во времето во своето време. И сега ова е интересно, кај што минуваат вика преку сува од другата страна, Илија му поставува едно сосема необично прашање, кој што не знам дали некој ви го поставил, мислам дека никој не ви го поставил најверојатно во животот, кажи ми што сакаш да направам за тебе. Некој кажи ми ја твојата желба. 1,5 век, 2 века претходно, Бог му го постави ова прашање на царот Соломон. Сеќавате кога имаше посветување на храмот, Бог го праша Соломон што сакаш да добиеш. И во тоа време Соломон рече сакам мудрост, бидејќи знаеше дека како млад човек тоа беше потребно за да го води царството онака како што треба. Ама во овој случај Елисеј бара нешто кое што ако добро се сеќавам, вакво барање нема на ниту едно друго место во Библијата. Вели духот што е во тебе да биде двојно во мене. Сега, прво да расчистиме. Според мене, тука не станува збор за конкурентски пристап. Као, ти, ама јас сакам да видам поголем од тебе. Јас сакам да видам попопуларен од тебе. Јас сакам да видам попознат од тебе. Според мене, тука станува збор за го гледам јас твојот живот. И гледам што Бог правеше и што Бог прави преку твојот живот. И знаеш што? Јас го сакам тоа некако да уште повеќе го сакам јас тоа.
Оваа желба повеќе насочена кон самиот Бог, кон духот, отколку кон Илија. Отколку јас да бидам кај него тревата е позелена, па јас сакам сега таква да биде, пуште позелена од неговата. Не, ова е тоа што Бог го прави во твојот живот, јас го сакам во мојот живот. И верувам дека е добро барање, дека му беше мило на Бог што Елисеј го побара тоа, и самото тоа што Бог му го даде, верувам дека на некој начин беше одобрување на таа негова желба. Ама првото нешто што јас го гледам во овој стих, во овој текст додека го читаме, дека на луѓето околу Илија им беше многу јасно дека Бог е со овој човек. Бог е со него, Бог е во него, вика духот што е во тебе, не што со тебе, туку што е во тебе. Божиот дух е во неговиот живот и Бог действува во него и Бог действува преку него. Тоа е прва работа. Им беше јасно, кога ќе дојде Илија, не се викаш, ој верник ли е или не е верник. Вика дека христијанин, ама не дека Илија бил христијанин, сакам да кажам во денешен контекст. Вика дека е верник, ама некако не сум баш. Не, Илија доаѓа, разговара со тебе. Ја верувам дека самото негово присуство, кога ќе дојде, има нешто кое што знаеш дека овој е Божи човек. Тоа е прва работа. И втора работа, живееше на таков начин што кога другите го гледа неговиот живот, си вика, јас го сакам тоа. И јас сакам повеќе од тоа што он го има. Моментално. И додека размислам за текстот, си вика, о, Господе, дај ни да живееме такви животи. Дај ни, Господе, нам денес, како христијани во Македонија, во 2024 година, да живееме таков живот што не мора да се објаснувам што верувам. Ако ме прашаат, ќе кажам. Ама да живеам таков живот кај што ќе речат, Бог е со него. Или нашите семејства, кои ќе дојдат речат, со тоа семејство е Бог. Таква промена, таков живот, таква радост, таква љубов, нема друго објаснување. Ама не само да можат да препознаат, туку да можат и да посакаат. Кај Илија препозна, Елисеј препозна и посака. Еве што прави Бог во твојот живот, ама јас го сакам тоа. И нека ни дае Бог таква милост, таква благодат, да кога ќе ги живееме нашите животи како поединци, како семејства, па и како заедница, кога ќе рече некој, тука е Бог, јас го сакам тоа. Тоа е христијанскиот живот. Не е тоа, мислам, јас сум и за објаснување, за дебатирање и така натаму. Христијанскиот живот е го препознаваат Христос во тебе. Тоа беше првата причина зошто луѓето ги нарекува христијани. Овие се како Христос, не буквално исти, ама се многу слични на него. Прашањето е, што сакаш, вика, баре што сакаш да ти направам пред да бидам вознесен пред тебе. И не можев да не се зачудам или да не се замислам ситуација во која што има некој ваков како пророк Илија, кај што ми доаѓа, мене ме прашува, Никола, што сакаш да ти направам? Што сакаш да направам за тебе денес? Замислите ситуација. Некој доаѓа со сите предизвици, ситуации, радости, таги и се што имате во животот, некој доаѓа и ти вика, што сакаш да добиеш ти во овој момент? Баш ме интересира, ја ќе речам, може пред вас да кажам било што, ама искрено длабоко во себе си викам, Господе, преиспитај ми и покажи ми која е мојата најдлабока желба во овој момент. Која е мојата најдлабока желба во овој момент? Што е тоа што навистина ако ќе ме праша некој без да се правам, без да ставам маска и туку ќе речам, ова најмногу ми треба. Ова е тоа што го посакувам најмногу, она е оно по кој што копнеам најмногу моментално во животот. Најдлабокиот копнеж во нашите срца е показател на нашата духовна состојба. Ај така да кажам. Сите ние си знаеме што е тоа. Некој може би се каже, никој пат не сум размислил на таа тема, така што не би знаел сега да одговора. Ама најдлабокиот копнеж во моето и во твоето срце е показател за тоа на кој ниво сме духовно. Што би посакале денеска од Бог, кога преку некој човек и директно би ни го поставил ова прашање? И јас би сакал и за мене, и за секој еден од нас тука кои што сме присутни, нашата главна желба да биде Божиот дух, како што беше за Елисеј. Божиот дух, кој што е во тебе, нека биде двојно во мене. Или, Боже, ако денеска ти ме прашаш што е мојата најголема желба, би сакал да дојдеме до тоа, на таа духовна состојба, кај што ќе речеме, Боже, само исполни ме со Твојот свет дух.
имам 300 други проблеми и работи кои што би ги барал, ама дај ми го ти ова. Другото ќе го решам јас. Дај ми го ти мене ова. Исполни ме со твојот свет дух и после не викам дека одеднаш сите проблеми ќе ти исчезнат, ама јас сум 100% убеден дека кога еден човек бара исполнување со светиот дух, кога еден човек ќе го добие, бидејќи тоа е желба која што му е угодна на Бог, ќе го добиеш тоа. Можеш тоа да кажеш дека твојот живот имаш нова страница во твојот живот, веќе свртена. Во твојот живот, ако како семејство го барате тоа, во вашето семејство, ако како црква го бараме тоа, во црквата ќе дојде нешто ново, ќе дувне нов ветар. Не ветувам дека секој биде во ред, ама верувам дека ќе дојде нешто ново кое што е од Бог. И додека разговара овие двајцата пророци, чека да имам кој стих беше овдека, пишуваше 11 стих, вика додека тие одеа и се разговараа по патот, наедна се појави огнена кола и огнени коњи. И ги раздвоија еден од друг и Илија се вознесе во виорот кон небото. Некој време претходно, во Прво цареви 19 глава. Прво цареви 18 глава е оној познат настан каде што Илија повикува нели оган од небото, и Прво цареви 19 глава започнува со тоа што Језавела царицата му се заканува на Илија дека ќе му го одземе животот. Бегајќи Илија од таа закана, доаѓа ке Бог и сеќавате што беше желбата на Илија. Земи ми го животот. Преку глава ми е од се веќе. И од служба, и од Језавела, и од такав, не можам јас веќе со ова. Тоа беше желбата, некој че Боже, земај ме, тоа е тоа, готово, завршена работа. Еве во Второ цареви, 2 глава, Бог го зема Илија при себе. Во негово време и на негов начин. Илија бараше сега, одма земај ми ја душата. Не знам што очекуваше, дали Бог да го усмрти или што, не знам што очекуваше. Ама Бог си го зема Илија кај себе. Само онака како што тој планираше и во времето во кое што тој планираше. И забележете го контрастот помеѓу начинот на кој што Илија си отиде од оваа земја и начинот на кој што неговите непријатели си отидоа. Сега ќе се сеќавате дека и Ахав, и Језавела, и нивното семејство трагично завршија сите, па и нивниот син Охозија за кој што размислувавме минатиот пат. Трагично завршија. Они си отидоа во срам, а Илија си отиде во слава. И за мене ова е надпредслика на оние кои што се во Христос и оние кои што не се во Христос. Оние што не се во Христос, можат колку сака да се јачаат додека се тука на земјата. Ќе се заминат во срам. За жал ќе се заминат во срам. Оние кои не се во Христос. Оние кои се во Христос ги чека слава. Не викам дека Бог баш вака ќе не земе, ама има тој контраст помеѓу срамот на оние кои што му се противат на Бог и славата на оние кои што му служат на Бог. И како реакција на ова на кое што Елисеј беше очевидец, вика неговата реакција, нели во 12 стих е татко мој, коњу Израелова и негова коњица или коњаница во некој стихови пишува. Прво знаеме дека Илија не беше татко на Елисеј, биолошки. Тоа можеме да го знаеме со сигурност. Така што тука станува збор за некоја си духовна конотација на тоа како Елисеј го нарекува Илија свој татко и реално да, повторно, како што спомнав претходно, во однос на нашиот авторитет. Бог е нашиот суверен авторитет, ама ние тука Бог не дали други авторитети. Бог е нашиот небесен татко, така? Ама додека сме тука на земјата ни дал луѓе кои што ни се како татковци и мајки во верата. И нема ништо лошо да речам, овој ми е како татко во верата. Сеќавате дека апостолот Павле и Тимотеј развија баш таков однос. Во прво Тимотеј, кога му пишува Павле на Тимотеј, вика до мојот син во верата. Не знам дали си задоволна со тоа кај си моментално духовно во животот. Се надевам дека не. Треба постојано да копнеме повеќе. Ама една од причините зашто си тука, а не си во некоја полоша духовна состојба, се татковците и мајките во верата, кои што биле тука да те советуваат, да се молат за тебе, ти даат совет, да те подкрепат тогаш кога ти било потребно. И вика, татко мој, може би ќе сватиме, ама коло Израелова и негова коњица или коњаница, ова е малце чудно се, од каде кола, од каде коњица или коњаница.
Некои луѓе сметаат дека причината зошто Елисеј ги користи овие фрази е затоа што, нели, дојде Бог со тие коњи и го зема Илија и годне. Се идеме, поентата е најверојатно Елисеј видел кола или коњаница и заради тоа вика коло и коњаница Израелова. Моје лично мислење е дека причината зошто го нарекува вака кола Израелова и негова коњица е и дека и овој израз има некое духовно значење. Исто како татко мој. Не е дека, сега го гледам дека Бог го зема него со кола и готово ти си кола Израелова и така натаму. Во тоа време, сега зборим пред околу 3000 години, најголемиот дел од војската на еден народ се состоел од пешадија. Најголемиот дел. Ама покрај пешадија, во тоа време веќе имале коли и коњаници. И во тоа време, покрај другото, силата на една војска се мери според тоа колку коњи имаат, колку имаат коли и колку имаат коњаници. Значи, силата на народот во тоа време, на војска е колку коли имаат. Кој има повеќе коли, кој има повеќе коњаници, тој е посилен од другиот. Тоа што во денешно време ви се нуклеарките, во тоа време, во примитивно време, биле овие делови од војската. Имајќи го тоа на ум, кога Елисеј вели коло Израелова и негова коњица кон Илија, јас верувам дека со тоа сака да каже дека со заминувањето на Илија се заминува еден важен дел од духовната војска, ако може така да кажеме, на Израел во тоа време. Со тоа, со неговото заминување, на некој начин се заминува дел од духовната сила во тоа време, се заминува дел од духовната сила од Израел. Тоа Илија беше Израеловата кола, Израеловата коњица, бидејќи Илија покрај другото беше силата, духовната сила, дадена од Бог на тој народ. Не значи дека со неговото заминување воопшто немаше духовна сила веќе во Израел. Тука беше Елисеј, тука беа овие пророци кои што ги спомнавме, ама еден важен дел од таа духовна војска беше изгубен. Ако може да кажеме војсководецот во тоа време беше изгубен. И ова е нешто кое што се надевам дека и се молам, верувам дека и вие се надевате и се молите дека еден ден нашиот народ ќе го свати. А тоа е дека духовната сила на еден народ не зависи од тоа колку храмови имаме, не зависи од тоа каква историја имаме, дека тука во новите простори апостолот Павле го проповедал евангелието и така натаму. Духовната сила на еден народ зависи од тоа колку луѓе има во тој народ кои што искрено му веруваат на Бог, кои што искрено го бараат Бог, кои што искрено го следат Бог и кои што искрено и ревносно се спремни не само да го живеат Божјиот збор пред другите, туку и да го споделат Божјиот збор пред другите. Тоа го правеше Илија. И бидејќи го правеше тоа, Елисеј вика: ти си силата, ти си духовната сила на овој народ. Духовната сила на овој народ се посветените христијани. Не се номиналните христијани, не се оние кои што викаат јас си почитувам или споделуваат статуси и слики по Фејсбук. Се е тоа фино лепо. Духовната сила на овој народ се искрени и посветени христијани кои што викаат: Боже, јас сум тука по Твоја милост и јас сакам на другите да им ја покажам Твојата љубов. Тоа е, тие се колата и коњицата на еден народ. Во Израел колата и коњицата на Израел не беа тие што вика: да, јас си верувам во Јахве, ама друг ден оди му се поклонува на Ваал. Не, тие беа најслабата карика во тоа време во Израел. А оние што беа посветени како Илија, како Елисеј, тие беа вистинската сила во тоа време, вистинската духовна сила во Израел. И кога Илија си замина, вика Елисеј, го зеде кожувот, удри со него по водата и рече: каде е Господ Бог Илиев? Ова е интересно прашање. И не станува збор, наведум првично изгледа како да е прашање со кое што Елисеј вика: кај си Господе, те нема. Нели обично кога ќе прашаш некој каде си, најчесто алудираш нека не те гледам, не може да те почувствувам, не си ми тука некаде. Ама ова не е ситуација во која што Елисеј вика: каде е Господ, не знам каде е Господ, па дај пројави ми се. Туку повеќе е момент кај што вика:
не ми се пројави ми се, неко каде си, не знам каде си, туку ти, Господе, кој што действуваше во животот на Илија, те барам сега, пројави се во оваа ситуација. И јас мислам дека, длабоко верувам дека една од причините зошто Бог ни ја дал Библијата да ја читаме, е првично да го спознаеме него, да видиме како действува во животите на тие луѓе кои што се запишани овдека, тоа е прва причина, да знаеме, ама втора причина, според мене, е да може да кажеме каде си, Боже Господе на Библијата. Како што реагираше во нивните животи, како што действуваше во животите на овие луѓе, действува и во мојот живот. Не е само, колку убаво, или се може да рече, многу ми е мило што Бог действуваше така во животот на Илија. И сега си продолжувам јас. Не, тоа што го видов во неговиот живот, Господе, пројави се, како што он удри по водата и се раздвои водата, сакам јас да удрам и да се раздвои таа вода. Имало причина зашто тоа го направил, ама поинтата е, како што ти действуваше во животот на другите луѓе, Боже, действувај во мојот живот. И покрај другото, за тоа е добро ние да проучуваме Библијата, покрај другото, и добро е да проучуваме дури црковна историја. Ќе видите како Бог действувал во животот на други луѓе низ вековите, кои што не се запишани овдека, и ќе речеш, Боже, па ако ти можеш да го направиш ова за нив, тогаш и таму, па зарем не можеш да го направиш за мене денес? Боже, ако ти можеш на израелците да им даеш победа против такви непријатели, кога ти беа послушни, па зарем не можеш да ми даеш и мене победа над овој греф моментално во животот? Зарем не можеш да ми даеш победа и над овие мисли кои што ме мачат во последно време? Зарем не можеш да ми даеш победи над тие штетни навики кои што ги имам во животот, кои што не ти се по твојата волја? Ако си го направил тоа за нив, Боже, па ќе земам да читам Библијата, речам, каде е Бог Господ на Библијата? Од перспектива на, Боже, те повикам да се пројавиш во мојот живот. Кога имам некоја болка, некоја болест, нешто и кога ми треба исцеление, не е поинтата, јас отварам во Новиот Завет и читам, колку убаво Исус исцелувал луѓе. Не е поинтата само да викаш колку убаво Исус исцелувал луѓе, туку да речеш, Боже, фала ти што си исцелувал, фала ти што денеска исцелуваш. Јас барам исцеление од тебе за оваа ситуација. Кога ќе видам дека вика грешници доаѓаја кај Христос и кога грешниците доаѓаја кај Христос, тој ги примаше, поинтата не е да речам леле колку е полн со љубов, туку Боже, јас се чувствувам грешен во оваа ситуација. Се чувствувам грешна. И како што ги примаше тие грешници, јас верувам дека поради твојата милост и ти мене денеска можеш да ме примиш. Значи Библијата не ја читаме за информација, ја читаме за трансформација. Поречно за информација, да знам што било тогаш и таму, ама исто така за нешто кое што Бог може денес во мојот живот да го направи како што го правил во минатото. И текстот вели дека Илија си замина, Бог го зеде, без да искуси смрт, ама со тоа не завршува, ако може да кажам, ако не завршува службата и делото на Илија, бидејќи Илија неговото име се спомнува во други делови од Светото писмо. Во пророкот Малахија е најавен дека ќе дојде ден Илија, самиот Господ Исус Христос објасни што тоа значи, ама за некои од тие текстови ќе размислуваме следниот пат. Ама денеска пред нас имавме еден така интересен, необичен текст, кој што верувам дека ако го сватиме сериозно што тој не поучува и какви духовни вистини принципи не поучува, верувам дека ако го сватиме сериозно, ако почнеме да живееме според тоа што е запишано овдека и според тоа што го размислувавме, дека ќе се позиционираме Бог да действува на моќен и на силен начин во нашите животи. Првично зборам како поединци, зборам како семејства, исто така како заедница. И јас верувам дека е добро и полезно да го поставуваме тоа прашање кое што Елисеј го постави. Каде е Бог, Господ Илиев? Од перспектива на Боже, не каде си, некој пат има и ситуации во псалмите кај што псалмистот вика каде си, не знам каде си, така во смисло кога те нема никаде. Ама од овој контекст на Боже, пројави се во мојот живот. Боже, пројави се во оваа ситуација што имаме како семејство. Боже, пројави се на моето работно место. Боже, пројави се помеѓу моите пријатели. Јас знам дека си ти жив и дека ти действуваш, едноставно само го барам твоето действување. Ја мислам дека проблемот не е кога поставуваме такво прашање на Бог, Боже, каде си, од перспектива на пројави се. Проблемот е што многу ретко го поставуваме тоа прашање. Бидејќи мислиме дека јас си знам како да се ја терам ситуацијава. Јас
И имам другар што ми кажа, ме советуваат, прочитав на интернет, вака треба да постапам во ситуацијава. Не, Боже, јас те барам тебе. И верувам, се надевам дека потикнати од, не само од овој настан, потикнати од читањето на Светото Писмо, ќе учиме малку по малку да го поставуваме ова прашање. Ќе учиме малку по малку, може и малце побрзо и малку повеќе, ама да почнеме да викаме, Боже, ти пројави се. Потребно ми е Твоето дејство.